Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание во живо на За или Против. За миг или за неколку моменти вечерва ќе избегаме од она што е дневно политички актуелно, а тоа се прилозите во низа или вестите во низа на тема мигрантите, ќе ги има или ќе ги нема, како и други политички дневни теми кои што не окупираат главно како информативни изданија, но во суштина општествените, социјалните, па ако сакате и здравствените предизвици во државава, според мене, а и според вас, сум сигурна, заслужуваат малку повеќе внимание. Вечерва емисијата се вика Превенција наспроти лекување, каде системот се блокира, односно каде запира системот и кога конечно како држава или како општество ќе ја научиме лекцијата спречи да не лечиш. Вечерва имам многу интересен соговорник, не само за ова ќе ја прошириме малку повеќе и темата, имаме доволно време, верувам дека ќе сакате да ги слушнете неговите анализи и неговите одговори на моите прашања. Вечерва во За или Против е докторот Горан Димитров и ќе прочитам, тој е раководител на одделот за општа гинеколошка хирургија при гинеколошко-акушерската клиника и професор. Добро вечер, доктор, и добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Рековте вие дека не мора вака да ве најавувам како раководител, меѓутоа нека се стои, сепак е една функција која заслужува внимание од аспект на интегритетот на сето она што вечерва ќе го зборувате. Доктора, превенција како термин, лично мислам дека премногу комерцијално се доживува, односно и како општество во институционална смисла, но и како јавна граѓанска свест не го сваќаме во вистинското, суштественото и суштинското значење, туку го доживуваме како, не знам, еве пак сега кампања за превенција за ова или за она. Каде се изгуби смислата на превенцијата како суштина? Јас прво вака би почнал. Во далечната 1999 година председателот на тогашна Светската здравствена организација каже една многу добра реченица, тоа дека подобро е да се спречи него да се лечи, како што кажате вие, постојат во сите јазици на светот. Да. Нема некој јазик, нема некоја традиција или култура која што тоа не го споменува, и тоа го споменуваат уште од минатото, кога не се знаело за модерен health management, за колку кошта нешто и колку се губи ако не се спречи, тоест се лечи. Меѓутоа, фактот е дека скоро сите болести, ако се фатат во ран стадиум, тогаш цената на сите последици кои што настануваат од тоа е многу пониска. Да. Не зборувам само за финанси, зборувам и за останатите социјални аспекти, зборувам и за емотивните аспекти. Апсолутно, од сите аспекти загубите се страшни ако се концентрираме само на лекувањето, а не превенирањето, бидејќи на крајот на денот гледаме и како ни старее нацијата, а воедно не се множиме генерално, па и од демографски аспект, оној социјален момент. Докторе, се обидував да најдам, можеби ќе сгрешам, ќе ме коригирате ако е така, стратегија национална за превенција во здравствена смисла генерално како држава, како здравствен систем. И не најдов на стратегии национални за стоматолошка превенција и така натаму. Не најдов некаква по-генерална, да речам, рамка, стратешка. Зошто не имаме или имаме, можеби не ја наоѓаме? Стратегија постои, меѓутоа стратегијата треба и да се менува. Тоа е големиот проблем. Зошто? Затоа што ако еден вид на постапка, а после ќе ви објаснам на еден пример кој што морам да кажам дека тој е од мојата специјалност од гинекологија и акушерство, дека ако една постапка за рано спречување на некоја болест во минатото бил добар, одличен, го фалеле сите научници дека тоа представува триумф во медицината, постепено како што изминуваат годините и како што настапувал 21. век, тој не постанува триумф, него постанува трагедија кај жените, затоа што збориме за гинеколошки проблем, бидејќи измислено уште подобро со не зборам поевтино, него тоа се гледа кост-бенефитот на далеки патеки, дека со тоа новото средство се постигнуваат подобри резултати во откривањето и се спречуваат сите оние недостатоци на таа метода да се откријат во самиот систем на здравството и за тоа да се плаќаат големи пари. Збориме сега за економија.
Да не збориме за психо и социјалните проблеми кои што настануваат од кога веќе пациентката ќе заболи од таа болест. Така е. Од кога е стратегијава и зошто не ја менуваме? Кој треба да се заложи да иницира промена на стратегијата во попрактична смисла? Повидлива, не знам. Стратегијата практички треба да биде прилагодена специфично на различитите болести. Прво, во стратегиите најчесто се зборува за оние болести кои што се со најголем морбидитет, оние болести кои што представуваат најголем товар, имаат најголема инциденца, затоа што тоа се разликува, да кажеме, од нашата земја која ќе се спореди во другите земји. Прво тоа. Второ, треба да ги менуваме, како што кажав во претходното, постапките. А на крај, треба и многу да се вложува во обзнанувањето тоа на самите потенцијални пациенти. Тоа се потенцијални пациенти. Подигнување на јавната свест, да знаат дека тоа можат да го направат, да знаат дека факторот на ризик е тој во настанувањето на болеста, да бидат информирани, да има сега во модерно време, да има сајтови во кои што тие ќе можат директно да се запознаат со сите тие работи и на крај, што е моја препорака, тоа е позитивна препорака сега дека што се зборува на овие научни дебати за превенција, тоа е дека треба малку да преидеме и да се угледаме на сите оние северни соседи, од западни соседи од Европа, кои што внесуваат во своето законодавство, така да кажам, позитивни санкционирачки одлуки или закони. Може да кажам еден пример. Апсолутно, тој ќе ми беше следното прашање. Во која земја баш така на терен функционира супер превенцијата и заштедува државата, граѓаните се поздрави генерално и така натака, и како тоа во пракса изгледа вака пластично? Кажете ни го пример. Земјата и баш како Јас ќе кажам подалечни земји, ќе кажам и поблиски. Подалечните земји се секако Шведска, Данска. Данска е прва земја во светот која што вовела вакцинација. 1700 и некоја година таму. Има вакцинација. Дама за ковид не се вакцинира. Тоа е интересен феномен. Да, тоа е друга дебата. Меѓутоа, оние кои што се проверени вакцини и кои што се воведени уназад многу години и кои што имаат хумани модели на испитување, кои што веќе били испитани на големи кохорти на луѓе, на примерок, тогаш тука не можеме да збориме за ништо околу нив. Меѓутоа, што би сакал да кажам, тука се, значи, ги споменав, Шведска, нордиските земји, Норвешка, Данска, Холандија, малце како што се одиме надоле, можда со помал интензитет, тука се и Франција, Италија, малку по-слаба е Шпанија, да не ги заборавиме Канада, Австралија и Америка. И како би го кажале тоа? Како? Еве, например, да збориме за една болест која што спаѓа во мојот домен. Добре. До сега скоро беше Папа Николау тестот, сега се повеќе преоѓаме на ХПВ тестот како примарно средство за да се открие во скринингот таа болест. Од пред, точно не можам да ви кажам, 1995-6 година, сите жени во Словенија не можат да добијат од 1 јануар натаму социјално и здравствено осигурување ако во претходната година не направиле Папа Николау тест. Тоа е многу интересна, стимулативна. Да, еве втора работа. Добре. Кај нас има со кој што се бориме, еве јас како човек кој што ја стави првата ХПВ вакцина, и тоа го напоменувам. Јас сум длабоко уверен во дејството и се докажа. Ставени се милиони дози на оваа ХПВ вакцина и веќе во земјите кои што имаат големо покритие на вакцината доаѓа до опаѓање и на бенигни болести како што се гениталните брадавички, а еве веќе во Австралија, Канада и во Холандија и во Данска имаме опаѓање на преканцерозите, па еве и за некоја година и ракот ќе опадне. Словенија, нашиот драг пријател професорот Кобал, идејќи на гости и доаѓајќи он кај нас на гости да предава, вика, ќе дојде време, ние нема да имаме кај нас, ќе дојдеме кај вас да гледаме инвазивен рак на грлото на матката.
Зашто? Тоа што они имаат За жал да учат нивните студенти на нашата. Тачно. Зашто? Заради тоа што нема да имаат видено инвазивен рак. Тој полека почнува да се искоренува кај нив. Многу е мал бројот. А ние сме приближно исти по население. Ми остави така некако во глава впечаток оној начин. Нели нема да може да добијат осигурување ако претходната година на пример не направиле ХПВ тестирање. Да, слушајте уште едно, може да ви кажам Може што? да. Има девојче која што е родено тука и е по убедување антиваксер. Добро. Тоа е вистинска случка. Меѓутоа е интелигентно, да, меѓутоа слуша многу работи, чита, кои што не се вистините. Затоа што научната докази, медицината базирана на докази не го докажува тоа. Сепак има медицина базирана на докази, на кои што се спасени илјадници луѓе. И се запишува на факултет во странство. И се враќа во својата родна земја Македонија и вика, јас ќе мора да се вакцинирам тука од таа вакцина. И сите гледат, а зашто? Затоа што нема да ми дозвола да го запишам втората година од факултетот, ако го немам во книжката за имунизација, ако го немам таа вакцина. Ете, тоа е позитивен закон за санкционирање. Ете така, и тоа е сепак една во најголем процент превенцијата е јавна свест. А потоа институционален момент ќе изборуваме и за двете. Во делов кај стимулацијата, како можеме, еве тоа е одлична според мене стратегија, како позитивно да се натераат на некој начин луѓето да се одговорни за сопственото здравје. Во делот, но она што го зборуваме вечера е конкретно жените во гинеколошка смисла. Но доктора, ние на 3 години имаме бесплатни ПАП и ХПВ тестови, така да не грешам. Тоа значи дека ако секоја година си прави жена свесна и нели која си се чува себе си и си го плаќа при тоа, практично таа никогаш нема можност да има бесплатен ХПВ тест, бидејќи треба 3 години една по друга да не била воопшто на гинеколог. И сега, која е стимулацијата тука за редовни контроли кога има жени од ранливи категории, еден куп маргинални групи кои не може да се дозвола да платат ПАП тест или ХПВ тестирање секоја година еднаш годишно? Значи, тука се судираме ние со... Веднаш ќе ви го објаснам. Тоа е една мала, меѓутоа е голема аномалија на системот. Не е само кај нас, може да го има и во соседните земји, некои од соседните земји, а тоа е да се нема евиденција кога, како и на кој треба да се направи. Тоа е едното. А второто и да се спречат оние кои што практички ние ги викаме дека се канцерофобични и претерано многу да направат. Разбира. Пред едно 10-12 години бевме во медиумите на бившите југословенски земји по тоа што пронајдовме жена која што има направено 11 Папа Николау теста во различити градови, во Охрид, во Скопје, била во Битола, била во Штип, сето тоа, значи, во една година и сите тие биле на теретот на државата. Значи, тие се практички бесплатни. Да, така, апсолутно, да. Во колку се санкционираат тие, на кој начин, на кој што ќе има точна евиденца. Регистар, да речем. Така, регистарот кој што ќе биде електронски, сега идеме на тоа да се создаде, така, сите и државата и научните здруженија се бориме, идеме кон тоа да има точна евиденца, ќе се заштити многу пари, така. Тоа е прво, а второ ќе остане од тие ресурси за оние кои што реално им треба. Бидејќи еве Хера, например, пред 5 дена на социјалните мрежи објавува дека 80% од жените платиле за гинеколошки услуги, кои реално им следуваат бесплатно. Заради ова немање на регистар, повторно се случува ова нешто? Тоа е едното, а втората работа е поради тоа што многу од нив сакаат да направат и повеќе од тоа што требаат папови. Така да има и тука малце недоразбирање во сметките. Или фобија. Да, фобија тоа во секој случај и заради тоа они го повторуваат. Меѓутоа, еве да збориме за ракот на грлото на матката, сите светски организации за превенцијата на ракот на грлото на матката викаат во своите протоколи, во своите гајдлайнси дека е доволен еден ХПВ тест на 3 години.
Тоа спасува животи. Зошто? Затоа што прогресијата, тоест развивањето на така наречената онкогенеза на ракот иде не побрзо од 3 години. Така да жена која што ќе биде позитивна на ХПВ, ние во регистарот ќе означиме како потенцијално опасна да добие преканцероза, потоа рак, и она ќе биде повнимателно следена, ако треба ќе биде повикана и на почест. Интересно е сето ова, тоа значи дека ако добро ве разбирам, дека сепак системот и не е толку трагичен, со исклучок еве на овие регистри кои ги немаме, кои не недостигаат, чисто за да имаме поголема една видливост на нештата. Гледате ли реално во насока на превенцијата како таква, будење институционално? Некакво. На што конкретно треба сега и веднаш, или вчера, да речеме, да почнеме да работиме? Мислам дека најбитно е да бидат воведени тие така наречени регистрирања, кои што ќе бидат датабейзи, во кои што и ние самите ќе знаеме, еве, просто кажано, пак на мојот пример давам, дали жената која што доаѓа, потребно е воопшто јас да и правам повторно ПАП или ХПВ тест, ако она веќе го имала тоа направено пред 6 месеци во, не знам, кажеме, Струмица. Она пациентка доаѓа заради друг проблем и ние мораме тоа постепено ќе почне да се воведува и имаме план, веќе го тераме тој план отприлike година и пол преку Комитетот за превенција, да биде воведено едно специјално мени во кој што ќе бидат сите тие ставени и во кое што ќе бидат обврзани не само државните, него и приватните институции да ги внесуваат податоците за во овој случај жените, така што ќе имаме една општа сознание кои имаат направено тест превентивен, а кои немаат долго време направено, затоа што еве како кажуваат статистичарите, научниците кажуваат, повеќе од 3 години не направен било ПАП, било ХПВ тест, жената, девојката е под ризик да има некоја преканцероза или рак. Зашто? Затоа што тоа време на развивање не се знае кога настанало. И тука е сега тоа интересен феномен, например, многу од нашата јавност ќе го поврзат овој наш, не знам, ова е наша реалност со тоа што па не сме ние доволно едуцирани, па малку сме неписмени на темата, па жените не знаат како да се заштитат, меѓутоа често пати е и ситуација, жени интелектуалки, сум ги слушнала, лично верувам вие многу повеќе, да рече, па не сум била на гинеколог, после второто дете, третото дете, не сум отишла, едноставно ист ми е партнерот, родив 2-3 деца и не сум била жената, е интелектуалец, не е неписмен човек во граѓанска смисла, кажано, да не се навредат нашите. Тука не е само, да кажеме, кампањите и сето тоа ширење на јавната свест и сето тоа, тука малце и до едукацијата на постарите генерации и традицијата, кое што, морам да кажам, дека во минатото дури беше и подобра. Да се испоредам еден случај. Далеката 1993 година бев на еден престој, така да кажам, наблюдувач, специјалистички престој во Рим, во Италија, во Ла Сапиенца универзитетот, и кога ме ставија баш на оваа проблематика, многу се чудев зашто во еден ден има 3 жени кои што се со исти презимиња. Не ми беше јасно. И кога го прашав колегата докторот, кој што на еден начин ми беше едукатор, и он вика, ние имаме тука во Рим, поготово во Рим имаме еден начин на подсетување. Како? Најстарата жена во фамилијата, да кажеме бабата, во една недела, ако не можат заради менструација или заради било која друга причина, зафатено со работа, ги подсетува сите други кои што се помлади од незе да отидат да си направат регуларен преглед. И што се случува? Доаѓа мајката, па доаѓа керката, па доаѓа снаата, затоа се тие со 3 исти презимиња. Кај нас можда и би можело така да иде, меѓутоа голем број на дури на едуцираните особи се случува да не идат на превентивни прегледи со години. Да. Дури, еве, превенција и вакцинацијата. Знаете ли
дека ако се направи мапа на Македонија на области каде што било вакцинирањето, ќе се види дека општина Центар е со најмало процент на вакцинација. Не го знаев ова. Да. Со ХПВ вакцината, дека е најнизок процентот на таргет групата кој што треба на девојчињата да се Да, тоа е многу интересна дебата и многу малку дискутирана во држава во однос на ХПВ вакцинацијата. Сметам дека е многу важна. Прво сакам да ве прашам колку е возрастната граница или која е најниската возраст на ХПВ детектирано или не знам, не дај Боже, уште поинвазивна состојба на канцер на грло на матка кај девојка, кај жена, и дали е таа спуштена како возрастна граница? Одиме ли на полошо или не? Или стагнираме или па може одиме на подобро? Па, за да ви кажам, еве и општите и светските трендови, има една многу убава студија која што оддавна ја кажувам, не е нова студијата, има сигурно една 8-10 години стара. Меѓутоа, направено е заради преносот на ХПВ, направено е кога е првата коитарха, првиот сексуален однос кај различитите нации, и нема да верувате дека кај руските момчиња и кај германските девојчиња тоа е испод 14 години, испод 13 години. Тука некаде доаѓа за девојчињава, германските доаѓа 13 години и 2-3 месеца, а за руските момчиња 13 години и 10 месеци, нешто испод 14 години. Они многу рано почнуваат со сексуални односи и тоа е многу важно за вакцинацијата против ХПВ. А кај нас, ако збориме еве пак за мојава област, ќе кажам дека за жал има црн рекорд, а тоа е 22 години и 10 месеци со инвазивен рак постои девојка, а постои девојка со превентивна, значи конизација од 14,5 години. Така да има случаи. Што значи ова стручнова превентивна? Тоа значи превентивна, тоа значи дека се работело за преканцероза, за ЦИН. Значи не е инвазивен рак. 14 годишно девојче. Точно, 14,5 годишно девојче на кој што е направена конизација. Ама средната вредност, како средна вредност од некаде 30-тите иде полека на кај 20-тите. Заради раниот почеток на сексуалните односи и се одржува сепак некаде околу 30 и неколку години, да е средна вредност на појава, збориме за цервикален канцер. Споминавте Центар има најниска свесност на тема ХПВ вакцина, односно вакцинација, ако според тоа е мерењето. Да. Во која општина има најмногу свесност, ако гледаме така? Па во источните општини има. Во источните? Да. Дури и во западните, мислам дека се точно не можам да кажам дека дури Дебар, Струга, тука има многу добра покритија. Значи, не зависи од нешто, може да зависи од премногу читање интернет, од премногу читање теории на заговор, од тоа што, како да кажам, многу поише комуникации со теми кои што не се прикладни. Зошто? Знаеме дека на интернет има и точни, ама има и неточни работи. Да, може би полесно да прашаат вештачка интелигенција, па да слушнат мислење, кое за жал не е. Е некој сублимат, меѓу другото еден куп неточни информации. Тачно. Докторе, што правиме со, сега ова е малку скок од една во друга, ма пак ќе се вратиме на ХПВ. Што правиме со оние ранливи групи, како, например, без да таргетирам посебни етнички заедници и така натаму, но де факто. Имаме ситуација една ваква, да речеме, во интервју за fakulteti.mk, поздрав до колегите од овој интернет портал, лани доктор Ламбе, значи ова е 2024, кој е единствен гинеколог во Шуто Ризари, ќе рече дека и покрај сите негови силни амбиции, бесплатни прегледи, летоци што се делат за едукација во рамки на општината, бројката на пациенти во тој момент, значи за време на интервјуто дадено лани, не му дозволува прогноза долгорочна финансиски дека ќе успее да ја одржи практично амбулантата. Со други зборови, и покрај гинеколошката ординација и сите, да речеме, ете некакви бенефиции институционални, здравствени, во таа смисла, во оваа општина свеста никако не се покрива. А тоа статистички негативно влијае на целокупната слика. Еве, како да се помогне
конкретно во ваквите категории, во ваквите општини, меѓу ваквите категории на граѓани кај кои не постои ниту волја, ниту стимулација, ниту свесност прети се? За ова прво имам да пренесам огромен број на честитки, не само од мене, него и од колегите, до колегата Лабе, кој што лично го познавам, и бев лично одушевен кога ја видов колата на кој што се облепени постери и ставене мегафон, звучник со кој што он објавува. Ова не го знаев, тоа е одлично. Да, дека има гинеколог во местото и секој честитки за направената работа. Меѓутоа, некогаш и до традициите и до вообичајноста да се оди на прегледи. Тука има многу мешани фактори зашто не може да се подигне бројот на прегледани пациентки. А второто, ние од Македонско лекарско друштво, од Асоциацијата на гинеколози и обстетричари, од Министерството за здравство, како и од еден многу голем наш помошник, а тоа е UNFPA. Секоја чест за нив, морам да им одам почест дека во задните десетици години се големи помошници на овие превентивни акции. Воведовме така наречени мобилни амбуланти. Мобилните амбуланти се наменети точно за оние кои што не доваѓаат на преглед. Функционираат и се уште? Ајде да направиме една репортажа да видиме како тоа изгледа. Дојдете. Бидејќи чисто информативно луѓето да знаат дека функционира. Да, што значи тоа? Амбулантите 2 или 3 се во погон и одбираат место каде што има многу, се збориме за гинеколошки прегледи, жени кои што не се прегледани. На теренот ни помагаат волонтери од Црвен крст, од општината и останати сите овие организации на пациенти, така да јас би кажам многу позитивно искуство. Беше многу драго што пред 2 години дека во мојата посета имаше 23 жени во Дојран, во мобилната амбуланта и дека при таа посета една преканцероза, беа најдени 2 бенигни болести и најдени беа 2 абнормални папа само кај тој број од жени. Како што паметите и која меморија е секоја вечер? Тоа го паметам, зошто го паметам? Заради тоа што ми беше многу интересно за да сватам целоисходноста на овие посети на овие мобилните амбуланти. Тие се можда и не се баш оригинална идеја на наша, меѓутоа имало такви обиди во недостапните места, дали во Унгарија и во Романија, меѓутоа тие многу не ги практикуваат сега, ама кај нас е многу добар начин да се допре до тие вулнерабилни популации. Апсолутно. И на многу убав начин да се донесат тамо, да се направи прегледот и да си ги добијат резултатите по име и презиме или во колку немаат чак и мобилен телефон, може вулнерабилна популација, тие волонтери од тие организации ќе ги пронајдат можните пациентки, практички тие кои што се со Тоа е и следното важно, како да допра до мобилниве амбуланти граѓаните кои не можат, а сега во моментот не гледаат, како да ги најдат? Тоа се организира на база на региони. Например, во општината да се обратат да се пријават или мислам како? Точно, значи кога ќе слушнат дека има, тоа се јавува и на медиуми и на сите тие се облепуваат со постери. Например, еве во Свети Николе се кажува, дури имав една позитивна работа. Која? Мислам дека беше, не фаќате за збор, во Свети Николе, дека дојде автобус од друго помало место кој што е во близина на Кочани, некоја организација го организирала автобусот, ги закажала, затоа што треба да се закажат, така да докторот не остана до 2 до 3, него остана до 4-5 да ги испопрегледа сите тие, да ги земе нормално прегледи и брисеви кои што се бесплатни. Да, тоа е исто. Тие се превентивни прегледи. Одлично, добра е да се знае како тоа функционира за да може да им се помогне на луѓето и овој мобилен тим да може да покрие што може повеќе, да.
На тема ХПВ, докторе, сакам исто така пластично да им објасниме на родителите, бидејќи тука генерално возрастната граница е, мислам дека 14-15 така некако години, или може и постари деца да се вакцинира? Најубаво е да се вакцинираат некаде измеѓу 12 и 15 години. Добра. После тоа Имаат родителите дилеми и се уште се плашат. Чисто можна е вакцинацијата со 3 дози од 15 до 25. Оние кои што се под ризик, значи заболени од некои имуносупресивни болести, трансплантати, секако добиваат 3 дози. И сега најпопуларно е во задните 3 години научниците со вакцинацијата во загрозените ниско економски земји, дека викаат дека една доза е доволна за огромна заштита и за големата имуногеност на едната доза на ХПВ вакцината. Што добиваме? Добиваме заштита која што настанува некаде отприлike 6 месеци после последната доза и сега за сега тој имунитет не е компрометиран. Тоа значи до сега нема откриено некој пробиен случај, значи breakthrough case, дека вакцината која што била дадена, таа особа е заразена од тој тип на ХПВ од кој што била вакцинирана. Што значи нејзината имуногеност трае, со испитување е почнато некаде 1999 година, еве сега сме 2025, значи 26 години, значи вакцината делува и е ефикасна. И најдоброто на Комитетот за имунизација дискутиравме, тоа беше минатата година зимата, и одлучивме една многу мудра работа дека да се вакцинираат бесплатно од 12 до 19 навршени години. И сите не прашуваат зошто 19. Тука е една мудра тактика превземена од Канада и од Холандија, тоа дека age of consent, значи полнолетство, добра, кај нас е 18 години. Добра. Родителите не дозволуваат детето да се вакцинира. Они се антиваксери. Меѓутоа, тоа дете има шанси од 18 до 19 години само тоа да си размисли, самостојно да одлучи и да се вакцинира од со оваа вакцина. Да, информациите велат дека и момчиња се вакцинираат во овие западни земји. Ајде и за тој дел малку. И кај нас веќе? Да, од минатата година април и кај нас е тоа одобрено. Со тоа што Не, одобрено е, но колку се вакцинираат? Знам и некој дека за жал некаде идат процентите на покривање различити, меѓутоа добри сме што доаѓаме некаде и до 50-60% на покриеност, заштото што едно време падна со големите антиваксерски кампањи на 30. Ама се гордееме со тоа што, например, сме подобри од Бугарија, од Србија, од Босна, од Албанија. Например, на еден конгрес колегата од Бугарија рече дека имаат покриеност од 2,5%. Што е страшно за толкава земја, да. Што е страшно за таа земја. Што е страшно. Интересни таму и можеби други некои веројатно геополитички фактори си имаат свое. Не се шегувам, шалата на страна. Колку мислите, докторе, дека реално во вистинска превенција која ќе значи и финансиски бенефит за државата во генерална смисла на зборот, пречат фармацевските компании? Ја споменавте Данска како пример, нели нордиските земји и така натака. Како тука да се изменаџира тој геп или тој јаз што би им брцнал во джебот на фармацевските куќи, доколку се работи на посилна превенција, да речем? Тоа е решено на светско ниво, поготово кога кај нас никако не е, или во регионов потешко? Кај нас во регионот не е решено заради тоа што ние имаме внесено, да кажуваме, за таа вакцина во школската имунизација, што е многу добро. Ние сме истакнувани дека од 2009 година имаме внесено во школскиот календар на имунизација. Сега, што е работата? Работата е тоа што на светско ниво постојат 2 или 3, третата е, да кажам, и не со таква голема дејност, како што се ГАВИ и уште една организација, кои што практички откупуваат
како добротворна организација вакцини и ги даваат за земјите кои што не можат тоа да си го приуштат. Меѓутоа, кај нас Гави или другата организација нема да дадат. Знаете зашто? Не. Заради една работа за која што зборевме пред јас да влезам во емисијата, а тоа е со тоа што нашиот наталитет се повеќе и повеќе опаѓа. Значи, ако 92 сме имале 39.500 родени деца, минатата година имаме 16.400, а оваа година, како што гледам, дека можда и нема да има повеќе од 14.000. Рачунете дека тоа е помалку од половина од 1992 година. Да. Така да, тие организации хуманитарни даваат на држави и доста големи количини на вакцини кои што имаат голем наталитет, значи многу се активни во Африка, во Индија, во Бангладеш, во Индонезија, во сите тие земји. И покривноста е реално таму поголема, тоа е јасно е како да работите. Ќе продолжиме во иста насока уште неколку минути до крајот на емисијата, пред тоа мораме да правиме куса пауза за реклами и факт е дека постојано ми свети телефонот, односно добивам големи поздрави кои морам да ви ги пренесам од еден куп пациенти, директни или индиректни, чии сопруги, чие породување на сопругите сте го следале, еден куп родени деца и така натаму. И па ќе ни должите еден одговор како Горан Димитров всушност како бренд реално во фелата ваша останавте во Македонија, ама тоа ќе го одговориме веднаш по кусата пауза за реклами. Ви благодарам што не следите и верувам дека ова предизвика малку поинакво внимание од генералните теми во за или против. Бидете тука. Добро дојдовте назад, добро вечер за оние кои сега се вклучуваат. Жал ми е што го испуштија предходниот дел од емисијата, но како и да е, ќе имате на YouTube некој час по завршувањето вечерво, односно емитувањето во живо. Имаме здравствена тема, тема превенција наспроти лечење, да се спречи пред да се лечи од аспект на национална државна стратегија за пред и се спас на животи, вака народски кажано, но и да заштедиме и во финансиска смисла голем стратешки чекор за ете финансиски бенефит на некој начин. Разговарам со еден од најпопуларните гинеколози во Македонија, докторот Горан Димитров. Ни должите одговор, докторе, на прашањето како одлучивте да си останете во Македонија. Ете, бидејќи знаеме дека интересот за македонските лекари е огромен, особено во, не знам, западните земји каде што исто демографски имаат проблеми во таа смисла сега, во смисла на недостаток на лекари. И ете, вие одлучивте дека ќе си останете дома и ќе се грижите за македонските пациенти. Или потенцијални, како и да. Правиот одговор можда и ја не го знам, меѓутоа можда е преголемата љубов кога некој ќе се внесе во работата која што сака да ја работи, без разлика дали има понуди, еве, некоја понуда, сигурно? Да, на субспециализација во Германија и во Италија, сум бил и неколку месеци во Шпанија. Секако некој можда љубовта спрема домот, спрема таму каде што си одраснат, секогаш некојаш те влече. Гледајќи ги нашите кои што се таму, и дека секогаш постои една доза што ќе беше ако ја остане во Македонија, секогаш тоа ме интригирало, можда и затоа, а и можда затоа што постепено, како што тече годините, се внесов во работата и можда тоа е причината. Создавате и придонесувате тука. Да, апсолутно. Јас се надевам дека сето тоа го правам и дека кога ретко на кого му се остварува да го работи тоа што го сака. Можда во странство, еве имам примери на еден колега, нема да го кажам кој е, извонредно интелигентен, со неговата жена отидоа во Соединетите Американски држави. Он беше навистина добар, почна со специализација гинекологија и добар студент и сите и полиглот и сето тоа. Меѓутоа во Соединетите Американски држави му рекоа не можете да продолжите. Тука можете да добиете специализација за геријатриска медицина или било што од тие такви работи, така да
работи, успешен е во тоа, секако. Но не е најсреќен, веројатно. Не знам дали е среќен, меѓутоа не е она желба која што ја имал. А некогаш си вика човек кога гледа други судбини, например во Германија 4 млади колешки колеги волонтира кај професорот, он двојцата после 3-месечното волонтирање ги одби. Да вика, вие нема да продолжите тука. И на нас сите ни беше жал затоа што ние не можевме да увидиме зошто он ги одбрал тие две, а не ги примил тие две. А он многу добро им објасни. Знаете зашто? Заради тоа што јас мислам, а имам големо искуство, дека они две ќе имаат многу подобра кариера и подобро ќе пружат во таа област. А немојте ги жалите затоа што им дадов многу добри препораки. Да, ништо таму не е каде што, случајно. тачно, И таму каде што затворените врати се отворени нови врати. Тачно. Се отвараат нови врати и се надевам дека тие со препораките од тој што е познатиот професор дека си го нашле својот правец во животот. Да, интересни примери и животни суштински во секој случај. Да се вратиме малку на тема превенција, односно ХПВ вакцинацијата, докторе. Како успевате ли како фела, односно како наука, да ги победите теоретичарите или теориите на заговори на тема еве конкретниве вакцини против ХПВ? Тоа е борба голема и од бидејќи нашава земја е пионер во вакцинацијата со ХПВ, стално нашите колешки колеги од соседните земји, од бившите југословенски земји, од Бугарија, од Романија, од Грција, не прашуваат кои ни се нашите проблеми. Ние секогаш сме викале дека проблемите се од антиваксери. Меѓутоа, најтешкиот одговор е спрема антиваксер кој што е колешка или колега. Значи, да биде антиваксер, а да е доктор на медицина, тоа мислам дека не е дозволиво. Зошто не е дозволиво? Заради тоа што ние секогаш од човечкиот род од памтивек се базирал на нешто што е на база на медицински докази, на база на научни докази во другите науки. Воколку не докажува науката дека таа и таа вакцина после изучувачки период од 6 години, дека кај 80.000 дадени девојчиња, жени, дека немало никакви нуспојави ефекти, а дека и ефектноста е голема, се ближи дури до 100%, нема ништо 100%, меѓутоа огромна процентна ефикасност, тогаш тоа треба да го прифатиме како научен доказ. Меѓутоа, за жал, има и некои кои што се од медицинската фела, кои што практички неќат да ги вакцинираат, потајно се антиваксери и ние не можеме да ги спречиме. Да. Меѓутоа, еве, во годината кога беше воведена, 2 години мислам од кога беше воведена во имунизациониот календар, се случи да има смртен случај во едно протестантско училиште во Ковентри во Англија. Добро. Меѓутоа погрешно поврзано со вакцината. Зошто? Заради тоа што тоа девојче, затоа што учело во религиозно училиште, не идало на прегледи, било дозволено кога ќе имал на тегоби, тогаш да иде на преглед. Практички починало од голем медиастинален тумор и тогаш во светот се дигна голема паника. Да, но тоа се медиумските. Тоа се медиумските работи, меѓутоа тоа веднаш се среди, заштото што јавно беше кажано, дури што е многу големо и благородно, излезе мајката незина, кој што кажа дека тоа нема никаква врска, немојте да поврзувате, немојте вашите девојчиња од тоа време да не ги вакцинирате заради тоа што е овој случај, заради тоа што мојата ќерка не идела редовно на прегледи, имала тегоби, имала срцебиење, несвестици и сето тоа, меѓутоа она не идела на прегледи. Сега, како да се бориме према оние кои што кажуваат дека многу знаат и дека знаат работи кои што практички не се проверени. Еве, ќе го кажам тој пример, секогаш го истакнувам, дека во годината кога се јавија антиваксерски групи од страна на доктори, кога одржуваа во школи за деца, за мајките, дека не треба да се вакцинираат,
едната од добрите идеја беше на нашето здружение и на останатите доктори и волонтери кои што работеа во тоа, да идеме да го интервјуираме тогашниот Нобеловец кој што за жал минатата година почина, тој е Харалд Сурхаузер, и да го објавиме тој интервју кој што се уште седи на нашата страна hpvsm.org.mk. Да, тоа е уште еднаш на крај ќе повториме чисто за да знаат луѓе во каде да прочитат. Во интервју за тогашниот магазин, часопис кој што се делеше бесплатно во дневните листови во сите, Теа Модерна, беше објавен со наслов... Работа во дневник, да, јасно. Да, знаете, се сеќавате, беше точно напишано него: вакцинирајте ги вашите керки. Значи, тој им го вика еден Нобеловец, кој што се откажал од заштитување на геномот на 16 и 18, типовите кои што ги открил, а тоа значи огромни пари, зашто во целта на науката, и кој што 95% од парите на Нобеловата награда ги има поклонето на Крепфоршунг центрум. И ние него го ставаме спрема сите оние кои што викаат немајте да ги вакцинирате, немајте. Да, кој што не сакал никакви надоместоци, не сакал пари, едноставно хумано. Не сака финансиска добит од сето тоа, он сака само науката да ја иде напред и да иде научниот доказ да биде истакнат пред сите оние зборувања кои што кажуваат друго, а тоа другото најверојатно е грешно. И најголемата негова слика по која што сите го паметат е неговото интервју во кој што објавува дека парите ги поклонува на Крепфоршунг центрум во Хајделберг и ја држи својата мала внука во кој што со рацете си игра со Нобеловата награда. Многу голема символика, дека ова, да, се сеќавате на тоа, тоа е голема символика дека ова нека биде за младите генерации, да знаат дека ние не сме работеле за пари, сме работеле за тоа да донесеме нешто ново и убаво во заштитата од различните болести. Да. Значи, нека биде ова еве и ние како општествено одговорен медиум да бидеме дел од оваа кампања на некој начин за превенција конкретно од ХПВ преку имунизација, односно вакцинација. Уште еднаш само веб страната кажете? Тоа е hpvsm.org.mk. Ете, така тука може да ги видат и да ги прочитаат работите, па и ова интервју од човекот Нобеловец. Сакам да ве прашам, може ли математички, финансиски во бројки да се објасни што значи за државниот буџет превенцијата? Во смисла на, не знам, проценти на заштеда, може ли така да го продискутирате? Имаме ли такви некакви ева во бројки информации, имате ли такви? Јас само ќе ви ги кажам едни мисли. Добра. Кои што се од областа на хелт менеджментот, на здравството, меѓутоа се онака како пораки, како флоскули. Они како викаат, парите што ќе се дадат за лекување само на една, зборам за цервикален карцином, жена, спасува или се добиваат пари за да се заштитат 1000 други. Ме разбирате? Значи, толку многу пари се даваат, така да и како вика Светската здравствена организација. ХПВ, вакцината е најефикасното и со голем конец бенефит средство за превенција од ракот на грлото на матката. Не е тоа да се пронајде во преканцероза па да се лечи со конизација, тоа е превенција, него е правата превенција, е примарната превенција, вакцинацијата. А суштина за да тоа сето профункционира, дури и кога постои волја, е да имаме еден државен регистар на, нели? Тоа е многу битно затоа што информациите кои што ги имаме за населението во областа на превентивните дејности се многу битни за да не се трошат пари на празно, туку да бидат парите искористени баш за тие групи на луѓе и да бидат искористени во право време, во прав период од животот. Така. И многу ми се допаѓа наградата на сер Едвард Дженер. Тој е тој кој што ставил прва вакцина и кој што 1796 година
12 пати се обидувал во Кралевската академија во Лондон да покаже дека стварно вакцината од серумот од кравите дека спасува луѓе, деца, дека со вакцинирањето на детето на својата слугинка практички докажал дека вакцината е добра, дека сето тоа е добро. Наградата му е дадена на 2000 година од страна на Американското здружение за рак со следнава реченица. Сер Едвард Дженер е единствениот човек во историјата на човештвото. Не е тоа крал, не е тоа председател, не е тоа војсководец, не е тоа некој водач на народните маси и сето тоа, кој што спасил повеќе од 3 до 4 милиарди на луѓе од различните болести заради неговиот изум вакцина. Така е. Ова е многу интересна информација, иако и се уште ќе најдете и ќе чуете од луѓе коментари од типот ама ете го вакцинирал детето на слугинката, а не своето, имаме и такви. Но се уште ние мора да се бориме и со менталниот склоп, тоа е сето јасно и видливо и тоа е тоа, затоа ни требаат и стратегии, затоа ни требаат и регистри, а затоа ни требаат и вакви јавни дискусии. Што повеќе ви благодарам што бевте вечерва дел од За или против. Ми остана само едно прашање за кое имаме 1 минута, ако мислите дека може. Друго, се си поставив, издискутиравме се што е во сценаријата. Ако мислите дека може, тоа е кусо и јасно. Како ќе искоментирате реченицата дека не постојат наследни болести, туку дека стресот е практично причинител за купишта болести за кои подоцна, па и науката ќе рече и медицината, ова е наследно? Секако дека постојат наследни болести, меѓутоа дали тие ќе се изразат, зависи од она второто што го викате. Исто така и со ХПВ. Има студија на еден иранец, мислам живее и роден у Шведска, кој што вика некои од жените се поотпорни на типовите на ХПВ, тој, а другите не се толку отпорни. Ама тоа е генерализација. Зошто? Заради тоа што има многу кофактори, како пушење, намалување на имунитет, диабетес мелитус, шеќерна болест, не знам, пад на имунитетот заради едно обично, не е тоа обично, воспаление на бели дробови и така натаму, кое што, ако го има вирусот, кој што е главен причинител, ќе доведе до болест. Докторе, ви благодарам што вечера ви благодарам за поканата, многу беше интересно и интересен разговор. Мило ми е, бидејќи јас уживав, почитувани ова нека биде еден само мал придонес од телевизија Алфа во пресрет на јануари, месецот на борба против канцерот на грлото на матката. Ви благодарам што не следевте и ви ветувам дека малку повеќе ќе дискутираме на вакви теми, освен само дневно политички. Имете убава вечер со Алфа, пријатно.